Господине Заев, вчера господинот Антони Милошевски повторно го повтори ставот на ВМРО ДПМН дека тие гледат само два начина за излез од кризата. Едното е вие да прифатите малцинска влада со нивна поддршка, второто е нови избори. Што мислите, бидејќи тој веќе за тоа ново нивно мислење? Ќе ги повторам само моите коментари, еве нека цени јавноста за логичноста. Тие знаат ако одат на избори ќе изгубат избори заради тоа што никој не може да го толерира ваквото безобразно и дрско однесување, не сакајќи едноставно да ја предадат власт. Тоа ниту еден разумен човек во државата, ниту разумен демократ човек надвор од Република Македонија не може да го свати. Мнозинството е декларирано во парламентот и треба да се направи брз трансфер на власта, демократски трансфер на власта. Ако се оди на изборите ќе изгубат и еве ние ќе имаме уште неколку пратеници повеќе, Ѓорги Иванов може повторно да одлучи да не го даде мандатот. Теоретски, да претпоставиме, да добие Никола Груевски 62 пратеници. Со која албанска партија ќе случи коалиција? Тој имаше 62 пратеници, па дуи беше во коалиција. Апсолутно целото ова кажува дека човекот си игра со чувствата на граѓаните на Република Македонија и со Република Македонија. Ова не може вака. Треба да знаат дека и меѓународната заедница и нашите граѓани очекуваат од нас конкретни чекори. Денеска има координација од 12 часот. Јас се надевам дека ќе се изнајдат решение преку координацијата согласно деловникот, да се избере председател на собранието, да прати допис до господинот Иванов, да му обезбеди неопходен рок кој што иако неразумно е тоа барање, рок од 10 дена, за во рок од 10 дена да го даде мандатот. Нема повеќе ни тирански платформи, ни платформи на ДУИ, на Бесан Алијанса, на СДСМ, нема ништо од тоа. Има програма на една влада на Република Македонија, која што во својата преамбула ја има зацврстувањето на унитарноста на Република Македонија, строго почитување на уставот на Република Македонија и нашите врвни приоритети Европската унија и НАТО. Во таа програма 80% се реформите. Тоа што ја очекува Република Македонија, тоа што од нас го очекуваат граѓаните. Но тука и економијата и унапредувањето на квалитетот на живот на сите граѓани. Велите албанските партии не би му дале поддршка на Груевски. Вие сте сигурни дека вас ќе ви дадат поддршка? Дали сте сигурни и во поддршката на ДУИ и да не ги редам другите партии? Еве вака, албанските политички партии во периодот кој што предстои гледат како се движи довербата кај граѓаните. Ние сме политичка партија која што има најголем процент на доверба од сите граѓани, а има и најголем процент на доверба од албанците во Македонија. И ние се гордееме со оваа работа. Веруваме во овој концепт на едно општество за сите. Тоа е еднината на Македонија. Единство значи унитарност. Како поинако да го кажам за некој да свати дека само заедно сплотени можеме да го јакнеме унитарноста на нашето општество и на нашата држава, а секако тоа да ни биде една позитивна можност да одиме напред. Тоа е еднината на Македонија. Јас зборувам за една соработка со идната опозиција. Ние мораме да соработуваме. Можеме да бидеме различни по сите аспекти, по сите политички прашања, но по прашањето од интерес на граѓаните не мора да седеме во парламентот да дискутираме, да дебатираме за овие работи, за да наоѓаме решенија. Оти граѓаните очекуваат правна држава, очекуваат државни независни институции, очекуваат независни медиуми, очекуваат процесите да се движат кои што ќе носат придобивки за квалитетен живот на сите граѓани. И тоа е единствената иднина во Македонија. Со ваквата албанофобија која што се шири од нивна страна, со ова употреба на толку погребни зборови, Македонија нема иднина. Имаме иднина само со смирен дух, со соработки, со негување на заедништво, разбирање меѓу себе и апсолутно градење подобар квалитет на живот на секој поединец, на секое семејство на нашата земја. Ништо не се смени по посетата на Хај. Како е вашиот впечаток со неговите изјави и коментари? И како се смени. Што се смени? Според мене Европската унија има свое влијание на наше барање, ние сме земја кандидат и добро е што ја посетуваат Република Македонија. Тие се тука и дават внимание и посветеност на процесите кои што се случуваат во Република Македонија. Вчера уште еднаш беше испратена пораката од комесарот и европските пратеници кои што се задолжени од Европскиот парламент за Македонија да се придвижат демократските процеси согласно уставот и деловникот од собранието. Тоа значи да се избере председател на собранието и да се даде мандат за избор на влада. Ова порака не може некој да ја занемари. Заради тоа што Македонија мора да се движи напред. Истовремено пораките беа брзо да се трансферира власта. Заради тоа што Европската унија има убави позитивни намери со Македонија. Комесарот соопшти дека сака да отвори поглавје. Чаптер 23-24 врзани со правосудството, безбедноста се многу значајни за Македонија. При една ваква координација Македонија ќе тера со поглавјата. Тоа е за нас и отварање на диалог, отварање на преговори,
да, ќе биде предпристапен диалог заради тоа што Грција ги блокира процесите на преговорите, но за нас тоа значи преговори. Дајте да итаме кон тој правец, да дебатираме, да ги отвориме тие дебати во Македонија. Низ парламентот, низ пленумот, низ комисиите, да се движат работите напред. Заостанавме зад сите во оваа наша Македонија и ова мораме да го движиме понатаму во правец во кој што ќе биде само интересот на граѓаните. Господине Заев, ако сепак не го добиете мандатот од Иванов, дали СДСМ е подготвена и сака и би излегла на нови парламентарни предвремени избори? Да гледаме решение, ние веднаш ќе го иницираме ова прашање. Уште еднаш потенцирам. Значи, со добивање на исти број на мандати, со добивање на поголем број на мандати и со добивање на помал број на мандати на СДСМ или обратно на ВМРО да помане, тоа ништо нема да промени. Ѓорги Иванов може повторно да не го даде мандатот. Апсолутно да се повикува некој да ходи на избори, а без при тоа да се каже каква е целта на тие избори, тоа е безпредметно дури и за разгледување. Јас верувам и сум разумен човек и политичар, ако видам аргументи кои што значат решение, сите опции се отворени за разговори, но изборите не се решение. Треба се даде шанса на процесите демократски да течат понатаму, да се формира влада. Ако не може да се формира влада, ако ние не се договориме со албанските политички партии со кои што заедно обезбедивме 67 потписи, кои што уште еднаш потенцирам, тоа не значи договор за влада. Можеби нема да се договориме, тогаш тоа би биле други околности на разговори. Но сега имаме поприлично потврдена можност дека влада во Македонија може да се формира. Дајте да тргнеме со овие процеси, да тераме понатаму. Подсетувам, Никола Груевски ја формираше владата 2006 со 65 пратеници. Еве овде има 67 потписи. Тоа дава сериозни гаранции за амбиент во кој што може да се одлучува за реформите, да се унапредува квалитетот на економијата во државата и на граѓаните и Македонија да ита напред. Дали беа споменати санкции од страна на ЕУ во случај да се одолговлекува процесите? Ќе ги прашите представниците на Европската унија за таа работа. Не би сакал да зборувам, ја зборувам за тоа што ние го разговараме како политичка партија.